Повелете, колешка, па потоа ќе продолжи. Подпредседателе, согласно Собранискиот деловник, моето пратеничко право ќе го искористам за прашање до министерот за здравство Арбен Таравари, се извинувам, и до министерот за економија и труд Дурмиши. Заштитата на здравјето на граѓаните во секоја одговорна држава е највисок приоритет. Обезбедувањето на здравствен систем во функција на граѓаните не е само прашање на хуманост, туку е одговорност на секоја влада. Здрава нација значи продуктивна нација и тоа е основа за напредокот на секоја држава. Но овие вредности се далеку од приоритетите на македонската влада. Наместо функционален и стабилен здравствен систем, столб на сигурност, нашиот здравствен систем е пример за хаос, неизвестност и страдање на пациентите. За 10 месеци оваа влада и министерот за здравство Таравари го доведоа до степен на тешко болен пациент на кој му нема спас. Секој сектор од здравството е метастазиран од неспособноста и на грижата на власта, а граѓаните со здравјето го плаќаат цехот. Наместо систем кој треба да се грижи за здравјето на граѓаните и да лекува, имаме систем кој го става во ризик животот на луѓето, систем кој убива. Министре Таравари, поважни ви беа бизнис интересите отколку вистинските инвестиции во интерес на граѓаните. Единствениот проект што го најавивте е најкриминалниот и скандалозен тендер за паркингот на клинички со компанијата Ѓока. Тоа е единствениот проект кој го најавивте и ви пропадна по реакциите на јавноста. Наместо реформи и подобри здравствени услуги, сведоци сме на тотален хаос, хуманитарни катастрофи, кои што за жал стана секојдневие. Речи си и да нема клиника која не се соочува со некаков проблем. Дали е тоа терапија, опрема, персонал. Нема пациент кој не минува низ голгота кога му е потребна здравствена помош. Ке подсетам на неколку хуманитарни скандали. 2 пати за 3 месеци ја снемува биолошката терапија на клиниката за онкологија за пациентите болни од канцер. Тоа за нив живот значи. Не ги исполнивте ветувањата дека никогаш повеќе овие пациенти нема да бидат оставени без терапија. И повторно слушаме некои изговори за административни процедури, за тендерски планови, празни ветувања, дека утре, задутре ќе се решил проблемот. Прашуваме кога? Знаете дека на овој начин се коцкате со животот на онколошките пациенти, дека нивното здравје зависи од секоја доза, од секој ден. Понатаму пациенти умираат поради немање сали и здравствен материјал. Случајот на кардиохирургија за кој што и Државниот здравствен и санитарен инспекторат потврди дека имало пропусти. Пациенти умираат поради нефункционалност на здравствениот систем. Понатаму да ве подсетам дека лани статистиката за само 6 месеци регистрираше 19 починати доенчиња и 1 5-годишно девојче. Ова не се само бројки или статистики. Ова се трагедии, напред се непочнати детски животи. Задоцнати се сега и инспекцијските контроли и казни. Тие нема да ги вратат загубените животи. Се прашувам, министре, дали знаете што ви се случува во здравството или периодов поважни ви беа калкулациите за локалните избори и решавањето на наводно отворените прашања за химната и грбот, а дури потоа фокусирање на проблемите како економија, плати и здравство. Тоа е доказ за вашата, а и за целата влада, незаинтересираност и рамнодушност кон сопствениот народ.
За оваа хуманитарна катастрофа мора да има одговорност. И моето прашање до вас, министре Таравари, е дали чувствувате одговорност за голготата што ја поминуваат пациентите поради нефункционалниот здравствен систем и дали ќе си поднесете оставка за сите скандали во здравството. Со оглед дека министерот не е овде, очекувам писмен одговор од него, затоа што не е прашањето до заменикот министер, сакам министерот Таравари да ми одговори писмено. Второто прашање е до министерот за економија и труд. Министре, дали сте свесни дека поради вашата неспособност и неспособноста на владата на ДПМН, всушност се излезе на виделина? Илјадници невработени, во кои и вработените во Министерство за економија и труд, Државниот пазаришен инспекторат, Државниот трудов инспекторат ги оставивте без плата. И тоа не е прв пат да ги оставите сега без плата, токму пред најголемиот христијански празник Велингден. Тоа го направивте и за Нова година, и за најголемиот Божикен, најголемиот исто така голем христијански празник Божик, кога декемвриската плата вработените во инспекторатите ја добија на 14 февруари. И ова не е административен пропуст, министре, ова е неспособност, ваша неспособност и неспособност на владата. Но ова е и кршење на законските права на работниците, понижување на нивното достоинство, зашто треба да има одговорност. Додека вие како функционери во владата уживате во луксузи со папаја и манго, работниците се оставени без плата и без основна екзистенција. И тоа е тотална незаинтересираност на власта за граѓаните, за вработените, за македонскиот народ. Тоа покажува, министре, колку вие, како министер, кои што сте одговорни и за вработените во Министерството и за вработените во Државниот трудов инспекторат и во Пазаришниот инспекторат, се грижите за нивната екзистенција. Да оставите луѓе без здравствено осигурување и без плата по повеќе од 2 месеци е навистина нешто за кое што треба да има одговорност. И затоа, министре, сакам да ми одговорите кога ќе биде исплатата на платата на овие 3 институции и дали конечно ќе се реши хаосот кој што го предизвикавте со измените на ЗОРОДУ и со спојувањето на инспекторатите во Министерството за економија и труд, и дали вакви случаи ќе има понатаму, и дали ќе има одговорност за достоењето и непочитувањето на законските обврски за исплата на плата до 15 во месецот. Но воедно сакам да ја повикам и трудовата инспекција сега да направи надзор во Министерство за економија и труд, како што поднесуваат кривични пријави за други работодавачи за неисплатени плати, да поднесат кривична пријава и за министерот за економија и труд, затоа што неисплатата сега на платата не ви е прв пат. Имаше, како што спомнав, неисплатување на плата и во јануари, исплата на плата за декември, тек во февруари, па така, согласно член 166 од Кривичниот закон, како што трудовата инспекција поднесува кривични пријави за други работодавачи кои што не го почитуваат ова право, основно право на работникот за исплата на плата, да поднесе кривична пријава и до министерот за економија и труд. Благодарам.